Добар ден, време е за дневникот на Канал Плюс. Почнуваме со најава на дел од темите. Со повеќе свечености и манифестации, Штипјани го одбележаа празникот и патрониот ден на градот. По повод Свети Никола, председателот на Општинскиот комитет и пратениците од ВМРО ДПМН Штип упатија честитка до граѓаните. Караванот на ВМРО ДПМН на Македонија и треба твојата идеја со трибина помеѓу граѓаните на Берово и Пехчево. Денес Штип го чествува големиот христијански празник и патронот на градот Свети Никола. Со повеќе свечености и манифестации, штипјани го одбележаа празникот. Со повеќе свечености и манифестации, Штипјани го одбележаа големиот христијански празник и патрониот ден на градот Свети Никола. Традиционално на плоштадот Слобода беше местото каде се одржа празничната беседа, каде се кршеше и славскиот колач, на кој присуствуваше и митрополитот Брегалнички Иларион. Патрониот празник на градот Штип, на Брегалничката епархија, на соборниот храм на Свети Никола, каде што се наоѓа катедрата на древната Брегалничка епархија. За Свети Никола знаеме од житието дека роден во 280 година, потекнува од православно благочестиво семејство, од татко Теофан и мајка Нона, единец син. Неговиот стрико Чичко бил епископ Никола, кој што го замонашил, го ракоположил и му го дал името Никола, кое што значи победа. После смртта на родителите, Свети Никола својот имот го раздал на сиромаси, на бедните, на гладните, се повлекол во манастир и се посветил на Бога. Но претходно оди да се поклони во светата земја, во Ерусалим, посветувајќи си на сите настани, на сите чуда Господ Бог, како богочовек кој што ги направи во Ерусалим. Но Бог, гласот Божи, го повика да биде меѓу своите, така се врати во родниот крај и бидејќи во тоа време имаше потреба да се избере нов архиепископ на Мирликија, бидејќи претходниот почина, најстариот митрополит кој што беше местобљудствител, кој што го чуваше тронот, доби вест од Бога на сон, каде што му беше речено: утре рано наутро ќе влезе млад свештеник Никола, него поставете го за архиепископ. Ние му благодариме на Бога што еве ни подари таков голем светител, за да го имаме за подкрепа и заштита како ангел пазител и чувар и во сите наши тешкоти, во сите наши страданија да ни биде подкрепа, за да можеме бремето и тешкотиите кои што ни се наметнуваат да ги носиме. И градоначалникот на општина Штип Илчо Захариев им го честиташе празникот на своите сограѓани. Им порача на граѓаните кои се подобро ситуирани да им помагаат на оние кои имаат помалку. Прво да им го честитам на сите православни христијани големиот празник Свети Никола, празник на нашиот град и празник на Брегалничката епархија. Сакам да им порачам на оние што имаат нешто повеќе, на побогатите, да ги споделат материјалните вредности со сиромашните. Нека даруваат, за да има повеќе среќни луѓе, да нема тажни луѓе, да нема гладни, нека има сити. Некако здравето да биде поголемо него болестите, едноставно да направиме да децата ни растат во здрава животна средина, а мислам дека тоа можеме да го направиме. Многу малку треба да се посветиме за народот да биде среќен. Лично мислам, следејќи го примерот на Свети Николај и на сите оние наши рани апостоли, наши светци, можеме ние како раководители да направиме да нашиот народ биде среќен, да има повеќе насмевки. Одбележувањето на големиот христијански празник и денот на градот Штип започна да го чествува во четвртокот на 17 декември во храмот Свети Никола, каде беше доделен орденот Свети Никола и признанијата 19 декември за 2015 година. А потоа во продолжение концерт имаше познатата Дивна Љубоевиќ. Овој храм и претходните 2 дена беше место каде се случуваат настани поврзани со одбележувањето на празникот. Истовремено Штип ја одбележа и 92 годишнината од раѓањето на поетот Ацо Шопов.
По повод Свети Никола, новоизбраниот координатор на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН упати честитка до сите граѓани. Честитка упатија и штипските пратеници Никола Мицевски и Трајче Димков. Почитувани сограѓани, нека ни е честит празникот Свети Никола и Чудотворец и за многу години нека ни е овој ден. Мир, спокојство, здравје и среќа нека донесе во нашите семејства. Нека им се честити имендените и славите на оние наши сограѓани кои го одбележуваат овој голем православен празник. Председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип Дијан Ивановски. Почитувани сограѓани, нека ни е вечен празникот Свети Никола Чудотворец, заштитникот на нашиот град Штип. Тој во својот живот им помагал на болните, ги заштитувал обесправените и неправедно судените и најмногу од се ги дарувал сиромашните деца. Нека им се честити имендените и славите на оние наши сограѓани кои го одбележуваат овој голем православен празник. Пратеници во Собранието на Република Македонија, Никола Мицевски и Трајче Димков. Втора година поред, директорот на јавното предпријатие ИСАР Ангел Бојаджиев на вработените што работат на уредувањето на река Отиња денес и врачи пакети по повод предстојните новогодишни и божикни празници. На големиот христијански празник Свети Никола, Општина Штип во соработка со јавното предпријатие ИСАР, со доделување на новогодишни пакети и оваа година како и минатата, им посвети внимание на ангажираните работници во проектот уредување на речното корито на река Отиња. Општина Штип традиционално како и секоја година, на крајот од годината им доделува пакети на сите луѓе кои се ангажирани во проектот уредување на река Отиња. Како лани, така и ова година, сите луѓе ќе добијат пакет од прехранбени производи. Директорот на јавното предпријатие ИСАР Ангел Бојаджиев истакна дека со ваквиот скромен гест во пресрет на Нова година се чествува и големиот празник Свети Никола, а при тоа заслужно им се посветува внимание на задолжените лица, кои веќе скоро 2 години работат на проектот за река Отиња. Значи веќе година и пол, скоро 2 се работи на проектот река Отиња. Јавното предпријатие ИСАР заедно со локалната самоуправа, предводени од Александар Југов од мене, го средуваме речното корито на река Отиња. Голема чест е денес на вработените на јавното предпријатие ИСАР и на вработените во локалната самоуправа кои што работат на речното корито на река Отиња, да им доделиме пакети, меѓутоа овие пакети не значат социјален пакет дека треба луѓето да се згрижат социјално, туку значат едно големо внимание на денешниот празник Свети Никола, кој е впрочем и патрон на нашиот град. Со доделувањето на овие пакети даваме еден скромен гест, правиме скромен гест кој почитуваме на големиот празник, а исто така и не се заборавени луѓето кои што работат во речното корито. Работниците со благодарност го поздравуваат ваквиот гест. Благодарност до градоначалникот на општина Штип со овај мал гест што го прикажа према нас вработените во ЈП ИСАР и во Стипион, и крајна благодарност и до градот и до општината. Општина Штип и јавното предпријатие ИСАР укажуваат дека успешната реализација на своите проекти ја должат и на тимот посветени работници кои заслужуваат особено внимание. Караванот на ВМРО ДПМН и на Македонија и треба твојата идеја со трибина помеѓу граѓаните на Берово и Пехчево. Тим на ВМРО ДПМН на чело со актуелниот министер за здравство Никола Тодоров ги слушна идеите на граѓаните на Берово, при што беше продискутирано за сето она што му е потребно на Берово, од подобра инфраструктура до низа други значајни проекти. Ваква трибина се одржа и во Пехчево. Тешко ветуваме, но она што ќе го ветиме, се трудиме да го реализираме. Токму ваквиот начин на пристап до граѓаните во секое време, не само за време на избори, ја прави разликата помеѓу ВМРО ДПМН и неговите опоненти. Ова го истакна министерот за здравство Никола Тодоров на синокешната трибина во Берово и Пехчево, која се одржа во рамки на циклусот трибини на Македонија и треба твојата идеја. Внимателни сме во ветувањата, не даваме наменски ветувања, него издржани ветувања. За разлика од нашиот политички противник, кој што многу често оди со наменски ветувања, голи ветувања со цел да се додвори, да добие некој политички поен или нешто оматно да ќари. Ние одиме со издржани проекти, со издржана програма и се трудиме да решиме што е можно поголем број на проблеми на граѓаните и никогаш не ветуваме дека ќе ги решиме сите проблеми. Тоа е она што не разликува. Она што е карактеристично е тоа што ВМРО ДПМН не оди во градовите и помеѓу граѓаните само пред избори. Тоа е наша пракса. И секоја година, без разлика дали има избори или нема избори, сме помеѓу граѓаните и таа пракса ќе ја продолжиме.
Градоначалниците на двете општини, Драги Наджински и Игор Поповски, пред присутните ги потенцираа најважните проекти кои би требало да донесат бенефит на општините во следната 2016 година. Поголем дел од инфраструктурата е завршено, се засфалтираа улиците и очекуваме дека по возможувањето на временските услови за повторно продолжување на градбата да се доизгради технолошко-индустријската развојна зона, а пракса е да, иако разговараме со господинот Мизо постојано, пракса е да сите потенцијални инвеститори кои сакаат да инвестираат во технолошко-индустријските развојни зони, ние да не ги објавуваме од повеќе причини, и тоа постојано е чест на самиот инвеститор, тој прв да каже. Морам да напоменам и да ги информирам граѓаните дека е прв проект што ќе се случи, ќе биде асфалтирање на 3,5 км улици во Пехчево. Веќе електрификација на Равна река е почнато и тоа ќе се случи исто така во првите месеци од 2016 година. И канализацијата на Равна река, така за поголеми проекти зборувам, а другите проекти сум ги спомнал во многу прилики. Тие улици ќе имаме некаде околу 12.000 квадрати наизменично и бехатон и асфалт во зависност од кај што треба, преку Светска банка ни се обезбедени средствата. Најглавниот акцент на овие трибини Тодоров го стави на зголемувањето на вработеноста во Република Македонија. Ако пред 10 години имало околу 560.000 вработени, денес таа бројка изнесува околу 710.000. Тоа е разликата помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ, потенцираше Тодоров. Инаку караванот Трибини на Македонија и треба твојата идеја денес продолжува и во останатите општини во државата. Училиштата во Виница започнаа со новогодишните панаѓури како увертира во новогодишната еуфорија. Децата овој пат со продажбата на својот труд си обезбедија учество на новогодишен концерт. Основното училиште Славчо Стојменски го организираше традиционалниот новогодишен базар како увертира во новогодишната еуфорија која предстои. Овој пат палетата од декорации кои го символизираат новогодишно божикното чествување беше за сечи вкус, но и достапна за секој џеб. Да може секој да си дозволи да купи нешто лично сработено од самите ученици. Задоволството е колективно, а не индивидуално, бидејќи децата овој пат со продажбата на својот труд си обезбедија учество на новогодишен концерт. Во текот на денешниот ден се организираше новогодишен панаѓур во училишниот двор, во кој што учениците продаваа новогодишни украси. Средствата од новогодишниот панаѓур се наменети за посета на новогодишниот концерт на Нижното музичко училиште во Кочани и Ристо Јурков. Со манифестацијата Младите за Шопов, Дом на млади во соработка со општина Штип го одбележа раѓањето на познатиот македонски поет со потекло од Штип, Ацо Шопов. Со читање на поезијата на Ацо Шопов од страна на ученици од општина Штип, Дом на млади во соработка со општина Штип ден порано го одбележа родениот ден на овој познат штипски поет. Стално зборувам дека народ кој нема азбука е неписмен народ, но народ кој нема книги е прост народ. Денеска сте вие овде, деца, значи денеска сте вие овде да прочитате нешто многу важно. Затоа ми е мило што од нашиот град потекнува Ацо Шопов, што се поклопува неговото чествување со нашиот празник на градот, или што мислам дека вие давате голем допринос да сеќавањата за Ацо Шопов живеат. За манифестацијата насловена како Младите за Шопов, односно надпреварот во рецитација на стиховите на Ацо Шопов, беа пријавени 24 учесници, а според следниве пропозиции 4-члено жири одредуваше кој најдобро ќе ги пренесе емоциите на Шопов во неговите песни. Ние како членови на комисијата ќе ги оценуваме токму оние способности на учесниците кои се поврзани со акцентската целост, со нагласокот на самите овие зборови, потоа за убавото изразување и се разбира она јасна дикција. Една од учесниците беше Росана Бадева, ученик во средното општинско училиште Славчо Стојменски, која ја рецитираше песната и уште еднаш Црно сонце. Не ми требаше долго за да се подготвам и за да ја извршам песната, само неколку дена и тоа е тоа. Очекуваш ли награда? Па, не знам, зависи од конкуренцијата.
И покрај скромноста, Росана Бадева заедно со Димитри Ѓоргиев, ученик во приватното средно училиште Саба, ги освоија двете предвидени награди. За делата на Ацо Шопов говореше магистр Милена Ристова Михајловска, а за пророчките мисли во неговите песни кои подоцна се реализирале професор доктор Блаже Китанов. Она што е карактеристично и специфично за истата таа поезија на кој што работат денешниве интерпретатори, аналитичари, рецензенти и критичари на литература се символистичките и надреалистичките елементи во поезијата на Ацо Шопов. Тоа што тој уште од 64-та го најавуваше, го предскажуваше со својата екстра чувствителност, сега нам тоа не се случува. Ако ја читате Гледач во пепелта, таму судбински се реализира овој момент сега што го имаме на бегалците од Сирија, од Ирак, од Пакистан и така натаму. Ацо Шопов е роден на 20 декември 1923 година и доколку беше жив, на утрешен ден ке наполнеше 92 години. Тој е истакнат македонски поет, академик, преведувач и еден од основоположниците на современата македонска книжевност. Бил председател на Друштвото на писатели на Македонија, прв председател на Советот на фестивалот Струшки вечери на поезијата, член на Македонската академија на науките и уметностите МАНУ и на Македонскиот пен центар. Ацо Шопов бил и амбасадор на Социјалистичка федеративна република Југославија во Сенегал. Главната манифестација за чествувањето на 92 години од раѓањето на овој македонски писател ќе се случи утре во алејата на заслужни во Бутел, каде што се наоѓаат неговите посмртни останки. Локалната самоуправа на Чешиново Облешево објави оглас за пријавување на заинтересираните купувачи за јавното наддавање за продажба на градежно неизградено земјиште во собственост на Република Македонија. Се нудат 4 парцели наменети за изградба на објекти за лесна и незагадувачка индустрија, при што најголемата е од површина од 55.000 метри квадратни и е лоцирана во местноста Свети Атанаси во катастарската општина Спанчево. Локалната самоуправа на Чешиново Облешево објави оглас за пријавување на заинтересирани купувачи за јавното наддавање за продажба на градежно неизградено земјиште во собственост на Република Македонија. Се нудат 4 парцели наменети за изградба на објекти за лесна и незагадувачка индустрија, при што најголемата со површина од 55.000 метри квадратни е лоцирана во местноста Свети Атанаси во катастарската општина Спанчево. На истиот локалитет се продаваат уште 2 парцели со многу помала површина, односно од 3560 и 3380 метри квадратни. Кај нив можноста за изградба е околу 68% од вкупната површина. Почетната цена за сите 4 парцели е 118 денари од метар квадратен, а пријавувањето на заинтересираните купувачи за јавното наддавање е до 18 јануари наредната година. На огласот може да се пријават домашни и странски правни и физички лица, а наддавањето ќе се одржи на 25 јануари. И последна информација за денес од крими билтенот на СВР Штип. На 18 декември 2015 година во 16 часот во полициската станица во Штип, 20 годишниот ИЧ пријавил дека на 14 декември 2015 година неговата 15 годишна сестра излегла од дома за да оди на училиште и до моментот на пријавувањето не се вратила. Се преземаат мерки за пронаоѓање на лицето. Словачкиот председател Андрей Кишка стави вето на пакет закони за борба против тероризмот кој минатата недела го усвои парламентот, јави дописникот на МИЕ од Прага. Предлог законите предвидуваат зајакнување на овластувањата на полицијата и тајните служби. Словачкиот парламент на воредна седница в понеделник повторно ќе ги разгледува измените, а владеачката партија СМЕР, Социјална демократија, го има мнозинството за повторно изгласување на пакетот. Американскиот председател Барак Обама го потпиша законот за буџет за следната година во износ од 1,1 билион долари. Пакетот во вкупна вредност од 1,8 билиони долари вклучува 1,15 билиони долари за финансирање на владата и дополнителни даночни отстапки во износ од 680 милиарди долари во текот на следните 10 години. Милитантната група Исламска држава успеала да украде хемиско оружје од подземните магазини во Либија кои не биле соодветно чувани и оружјето веќе го искористиле, вели роднина на починатиот либиски лидер Моамер Ел Гадафи, пренесува Russia Today.
Станува збор за гасот сарин кој се употребува за производство на оружје за масовно уништување. Исти се успеале да најдат некои од подземните магазини во кои што се уште има хемиско оружје сокриено во пустината. За жал, тие не биле соодветно обезбедени, вели Ахмед Гадафи Ал-Дам. Ракометарките на Норвешка успеаја да се пласираат во финалето на 22-то светско првенство што се одржува во Данска. Тие синоќа во драматична завршница и по продолжение ја победија Романија со 35-33. Најдобра на теренот беше Хајди Локе која во клучните моменти постигнуваше голови. Со пласманот во финалето и со евентуален триумф Норвешка може да ги обедини трите титули како Франција кај мажите, бидејќи сега е актуелен олимписки и европски шампион. Но за тоа ќе мора да ја победи Холандија, единствената непоразена селекција на шампионатот. Холандија во полуфиналето ја совлада Полска со 30-25. Еден од најдобрите играчи на сите времиња, бразилецот Роналдиньо, најверојатно ќе се врати во Европа и ќе продолжи со играњето на фудбал. Неговата следна дестинација најверојатно ќе биде Швајцарија и клубот Сион, кој јавно го потврди интересот за овој фудбалер. Роналдиньо е во постари години и гледа некако да заработи уште некој денар и да може да отиде заслужено во пензија, а според првите најави Сион спремил најверојатно плата за поранешниот играч на Милан и Барселона. Овде е крајот на дневникот на Канал Плюс. Ви благодарам на вниманието. Гледајте не повторно во 20 часот за кога подготвуваме нови содржини.